Референдумот во Новосело успешен, бидејќи над 40% од населението од ова општина е иселено во странство. Вака денеска реагираат од граѓанската иницијатива Здрава Кутлина, кои тврдат дека општината се иселува, а во избирачкиот список од декември наваму се вметнати нови 800 гласачи. Костадин Ристоманов вели дека државата мора да го коригира законското решение за референдум. Ова не е реална слика, референдумот не е успешен. Со тоа јас не согласувам. Да бевме во Бугарија ќе беше успешен, да бевме во Швајцарија и со 30% ќе беше успешно. Значи, една Бугарија е подемократична земја од нас. За Швајцарија да не се споредуваме. Но, сепак, мислам дека референдумот треба да беше прашање пред се од колку присутни, кои постојано живеат овде, треба да биде тој 50+1. Тога се согласуваме. Активистите на Здрава Котлина нема да отстапат да не се гради рудник на Огражден. По локалните избори најавија организирање референдуми во Струмица и Василево. Стојан Велков Трн тврди дека прво ќе ја бараат поддршката од локалните власти, а потоа ќе поднесат барања и до владата. Се разбира дека сите барања ќе не бидат кон централната власт. Таа го има на крајот на краиштата последниот збор. Се разбира дека ќе имаме и кон нив, затоа што сите ова е прашање ова е државно прашање. Не можете вие да, ако имате загадено пола Македонија, да знаете да седат со скрстени раци другите. Така да е централната власт е таа што треба да го даде крајниот одговор. Ниту граѓаните кои што живеат и работат во општина Новосело не сакаат рудник. Најавија блокади и протести доколку се продолжи изградбата на рудникот за злато на планината Огражден. Ќе излеземе со трактора, штрајк на пат, со трактора, со приколици, ќе излеземе и така натам. Нема да удобро на това едно нешто да се работи. Ние сме земјоделски тука, ова е земјоделски села. Нема потреба това едно нешто. Секој процент над 30 е успешен референдум. И доколку не се слуша тој глас, јас и луѓето од оваа средина сме подготвени за други мерки на, да кажам, спречување на ова зло. И ќе го направиме тоа. Референдумите во Југоистокот пропаднаа онаму каде што се градат или се во процедура да се дигаат рударски капацитети. Станува збор за Валандово, Босилово и Новосело. Во Валандово Сардич МС го гради рудникот Казандол, додека во Босилово и Новосело теке постапката за изградба на рудникот за Иловица на Евромакс.